Добре дојдовте во уште една магична сцена. Денеска заедно со мене е Тони Денковски. Тони, добре ни дојде. Добре ве најдов. Можам да кажам ултра талентиран актер и ова поднебје македонско некако е ризница за, барем што се однесува за актерите, она што и да почнеш ќе излезе некој ултра талентиран актер, но пак ќе кажам од сите тие ултра талентирани актери, така некако многу ми се издвојуваш во последно време, посебно во представата Анатомија на неверство, која што игра во театар комедија, каде што ти заедно со колешката и Жаклина сте до совршенство добри. Ако се доделува награда годишна, како што ги имаме театарот Војдан Чернодрински и другите театри, секако вие за 2021 година мора да ги добиете наградите за главна машка и за главна женска улога. Добре ни дојде Тони во магична сцена. Добре ве најдов и ви благодарам за убавите зборови што ги кажавте. Тони, вообичаено ги прашувам младите, еве ти веќе подолго време те следам и навистина си стварно во секоја представа да е благодет да те има тебе режисерот, затоа што ти твојот лик ќе го направиш до совршенство добро. Кажи ми, како ти се одлучи за актерството? Како мал знаеше дека ќе бидеш актер, имаше некои корени во фамилијата или тоа спонтано дојде со годините? Па вака јас од мал бев во детско драмско студио во кај Софија Гогова Врчаковска, во Македонската радио телевизија. И тоа беше негде, знам се сеќавам, негде второ оделение бев и имавме на драмска секција се бираше и наставничката ме забележа, ги викна моите од дома и ми рече запишете го детево негде. И толку ми беше кеф и толку го работев со љубов, тоа влегов на аудицијата кај Софија Гогова, што буквално уште од дете целата концентрација ми беше само на тоа, уживав едноставно. И така некако потоа спонтано си дојде сето тоа. Уште од дете бев предодреден некако во своите мисли дека сакам да станам професионален актер. И некако одлуката беше лесна. Да. Средната школа едва чекаше да завршиш па да почнеш да студираш. Не, уживав јас и во средно, завршив економско во Васил Антевски Дрен и некако ги уживав и тие години. Супер ми беа, не е дека едва чекав да заврши, ама после од кога се упишав на академија, тек тогаш ми почнаа најубавите години, некако таму уживав најмногу. Со кого се спремаше? Дали воопшто се спремаше со некого кога отиде на приемен? Не се спремав со никој. Ден претходно ме виде професорот, или недела дена ме виде професорот Владо Цветановски и отидов на аудицијата, примаа класа Владо Цветановски и Мими Таневска. Потоа не примија 20 луѓе, па тогаш беше првата класа на Мими не зема 10 души не зема, професорот Владо Цветановски зема други 10 души. И фактички студира во класата на професор Мими Таневска. Мими ги одбираше машките поубавите, а Владо женските, како бевте поделени? Имаше супер и таму и ваму. Како убавина. Кај Мими кој бевте во твојата класа? Па бев јас, Стефан Вујсич, Виктор Арсов, Ненад Анđелковиќ, Горан Ников, Илија Волчевски, Симона Димковска, Андреа Голуб, Талија Настова и Димитрина Мицковска. Не заборавив ниеден, ги спомнав сите, да, добре. Убави машки одбрала Мими во секој случај. И талентирани, да. Супер, многу убава дружба имавме. Навистина бевме на многу фина класа, се дружевме многу и многу работевме. Седевме по многу часови, како и сите други класи на ФДУ. Некојаш преспивавме во некој од базените и станувавме и работевме пак. Така да тоа баш сега скоро се видов и со некој од колегите, мислам се гледаме цело време и секогаш некако доаѓаме до муавет кога се навраќаме на моментите додека студиравме и навистина сите го памтиме студирањето како еден многу убав период. Има неколку актери кои што имаат завршено со 10-ка. Сите испити ги положиле со 10-ка. Како беше твое во студирање со оценките? Сакаше да имаш високи оценки или ти беше побитно да го положиш испитот? Сакав да имам. Ја завршив со некој 9 кома нешто, не знам, 3, например. Не е дека ми беа битни оцените, туку некако кога веќе си на академија гледаш да научиш што повеќе и да извлечеш од тоа. Ми беа битни сите предмети, како актерска игра, така и историја на светска драма и уметност, историја на македонска драма и уметност. И некако гледав да се повеќе што можам да извадам од сите предмети.
Уште како студент почна да те викаат обврските да бидеш дел од некои театарски представи? Па прва представа од како се запишав на факултет ми беше во само што завршивме прва Архелаос во драмски на професор Владе Цветановски, меѓутоа играв во делот Хорот кога се играше представата во Стоби беше премиерата и потоа на Охридско лето. После веќе кога си влезе во драмски да се игра, веќе студентите не бевме. Тоа ми беше прво, па во трета година за Вечна куќа, за отварањето на МНТ бев дел од хорот, бевме многу студенти. После завршувањето прва представа ми е Приказните на заборавените предци и Бал пред да дојдам во театар комедија. Како беше за отварањето во МНТ? Тоа навистина беше еден огромен спектакл и вие како студенти да го доживеете тоа што значеше за вас тогаш. Многу интересно, многу интересно. Јас тогаш студент одиш во театар и ги гледаш сите луѓе кои работеше цел ансамбл. Има таму големи имиња, одлични актери и беше навистина убаво да се биде дел од тоа, да се присуствува на пробите и да гледаш секој од актерите како ја подготвува својата улога. Можеше многу да се научи и бевме сите многу возбудени. Беше големо нешто за нас. Така, колку време тоа се спремаше? Па ние влеговме негде, процесот ни траеше околу месец и нешто, работеа колегите подолго време, да. Што правевте вие? Што улоги имавте? Делот хорот, значи имаше таму хорот, не знам, 50 луѓе, кои што сите имавме одредени задачи, не спрема професори по сценски движења, сценски танци, кореографии, имавме бевме во многу сцени, скоро и цело време бевме на сцена. Тоа така изгледаше многу убаво. Тоа е како уште еден факултет да имавте завршено напоредно на она што го студиравте во континуитет. Можам да кажам дека во Македонија има многу добри актери. Нема толку добри представи стално во однос на она колку добри актери имаме, затоа што можеби немаме толку добри режисери. Јас од мој аспект така ги делам работите. Режисерите ни се солидни, но не толку добри колку што се актерите добри. Стално најавам дека актерите се тие и стално кога некоја представа не е добра, јас никогаш не кажам дека не е добра заради тони, туку стално кажам дека не е добра заради режисерот. Тој не ја направи работата како што треба, затоа што нашите актери ги знам, нема шанси ти да направиш лоша улога. Само режисерот може да не те искористи максимално добро и таа представа да не е како што треба. Па добро, имаме и навистина и многу добри режисери и многу добри актери, едноставно во еден процес се треба да кликне некако за да извадиме добар продукт. И сметам дека од убав процес не може да излезе лоша представа. Така да се е веројатно некој склоп на околности што не носи до еден или до друг квалитет на продуктот што излегува на крај. Да. Тони, имаше среќа, значи од самите почетоци да настапуваш во супер представи. Ова што ја спомнавме, Приказни на забравените предци, тоа е исто ремек дело представа, каде што четворица бевте, мислам? Четворица актери направивте такво едно убаво ремек дело што да уживаш секој ден да го гледаш да не ти е досадно. Ето тоа можам да кажам за таа представа тогаш. Кажи им нешто повеќе за таа представа, како одеше, што одеше, затоа што ти се уште беше студент тогаш, така? Не, заврши. Само што заврши па и почна. Да, тоа беше еден многу интересен процес што не знам дали ќе се повтори пак. Андреј Цветановски не собра во селото Слојштица. Јас, Дамјан, Андреј и Сергеј Димовски имаме сите корења од таму, а Исидор Јовановски ни беше како од Прилеп, ни беше дојденец. Да. И работевме месец дена таму, од сабајле до вечер, имавме дупли проби секој ден, затоа што нема друго што да се прави. За после, па немаше ни месец дена, можеби беа 26-7 дена, да извадиме представа таму во родната куќа на професор Владо Цветановски, има река, над реката има сцена. И на таа сцена ни беше премиерата, не гледаа селаните. Потоа дојдовме овде и ја игравме во неделите. Кажи ми како реагира селаните кога уживаа многу. Им се допаѓаш. Овдека после дојдовте и игравте во недела како независен проект, не од театар комедија, туку како да речем гостување, ја откупувавте ли салата, не знам како му доаѓа тоа. Колку
беше тешко да намамиш публика, затоа што во тоа време театар комедија работеше со полна пара. Тоа беше, како да ви кажам, се бараа карти за сите представи, затоа што навистина беше многу поразлично од останатите театри, каде што почнаа да доаѓаат младите во театар и кога излегуваш од театар сите насмеани и уживаат и тие, како да ви кажам, тоа беше шок за младата публика театарска, едноставно го засакаа театар комедија и му доаѓа некоја представа која што не е од театар комедија и тие знаат дека не е од театар комедија и не знам колку беше тоа бариера да посетува таа представа, се додека не ве видат, од која ќе ве видат е многу полесно. Да, па беше тешкичко искрено, не е дека беше лесно, да. Поготово недела како ден не многу од луѓето сакаат да доаѓаат. Бевме неколку изведби полни, потоа имаше малку помалку, како што викате, кога ќе видеа представата веќе убавиот збор продава. И супер, мислам искуството како искуство беше одлично да се игра тогаш, да се игра таа представа која сите навистина многу ја сакавме и публиката беше секогаш задоволна во колкав и да е број. Какви беа тогаш улогите, како ги одбиравте, како ги правевте? Секој си имаше своја специфика во улогата на таа представа? Има книга од приказни на Илија Кочовски, и кој ми е инаку дедо, прадедо и ги има собрано сите во една книга, ги читавме сите приказни и одбравме неколку приказни кои на крај ги направивме во. Да. Нешто слично му доаѓа како оваа представа што ја игравте со Жакиновата, од неколку мали едночинки, одбравте тоа што мислите дека е најдобро и го изведовте. Да. Добро, после беше ти презадоволен од изведбата и сите актери и јас кога ве гледав тогаш реков ова е иднината на македонскиот театар. Навистина бевте сите безпрекорно точни, прецизни, преубава представа, преубава режија, се беше погодено како што треба. Како после се одвива новите улоги, колку брзо те запознаа режисерите, колку те засака? Сега имам проблем малку со времето, не знам после уште колку време помина, ама после почнавме да работиме од таа екипа, дојде со нас Григор Јовановски и почнавме да работиме импров. Не знам дали сте запознаени, дали сте дошле да гледате некога. Да, тоа се едни театарски игри базирани на импровизација и тоа го почнавме во бифето, година дена го спремавме, имавме проби и почнавме во бифето на ФДУ да играме импров. Со тоа се занимававме нормално за да не седиме дома и за да се одржуваме некој тренинг. Игравме година дена, прекинавме заради пандемијата затоа што веќе да собираме публика и потоа се случи првиот конкурс откако завршив со академија се случи во театар комедија, дојдов и многу сум среќен што сум овде. Да. Почна како замена во некој представи или си почна со своји улоги? Па не, првата представа ми не сум влегол уште како замена, да. Првата представа ми беше на Отворено во режија на Андреј Цветановски и потоа дојдоа и новите Жени пред на работ на нервен слом, Вечера за глупаци, Човек ѕвер доблест. И така, Анатомија на неверството. Вечера за глупаци, исто многу интересна представа. Да. Специфично направена, ние бевме на големата сцена, а и публиката беше на големата сцена со вас. Да, тоа е исто еден многу интересен, многу забавен процес, еден многу интересен текст, многу убаво си поминавме со колегите, многу се смеевме и на проби, и сега скоро, додека игравме, уште ни се случи и на сцена да не можеме да издржиме. Мислам, се случи една случка што еден човек од публика се смееше така специфично да не се издржуваше тоа. И трпиш и веќе почнува и публиката да се смее заедно со него и доаѓа еден момент кај што јас треба да кренам на телефон, мислам да дознам дека мојата жена ме изневерува и за него тоа беше екстаза и почна премногу да се смее и не се издржуваше и јас откако дознавам дека е мојата жена треба почнува мојот лик да пати, да плаче, не можам затоа што се смеат сите. Треба на колегиве да им зборам, сите се негде скриени, гледаат на страна и така. И како се изведе? Почекавме некое време и реков да ми се измеша емоциите веројатно од случката и продолжи некако спонтано. Среќа. Иначе имаше ризик дека не знаеме на кај ќе тераме. На Отворено представата ја гледав, мислам дека е прва представа после неработењето на театрите заради короната, ја гледав на кровот од овој
од ГТЦ. Да. Не знам дали беше прва представа од кога Прва представа што се изигра, што се изигра после пандемијата. Мислам дека така нешто беше. И тоа ми беше Само не беше во ГТЦ, туку и тука имавме исто изведба. Ја поставивме на голема сцена, само што пуштија 30% почнавме. Ја ставивме на голема сцена затоа што инаку се игра на мала. Да, така. И со 30% публика, прва представа ја И изигра. после тоа знам дека на ГТЦ на кровот ја се изгледа таа представа. И отворено и вечера за глупаци. Тој ден, значи, сега не можам точно да се сетам што беше, но знам дека гледав 3 представи. И, до тогаш, значи, пауза, немаше, не знам, неколку месеци, можеби и година не се играа представите. И тој ден, мислам дека отидов прво во театар комедија, по некоја логика зашто порано почнуваат представите, па од таму отидов во драмски театар, имаше некоја представа, и после тоа круна, да ми се заврши денот, беше на ГТЦ на платото и тоа ми беше, како да ти кажам, почеток на новиот живот, затоа што не само што вие глумците не можете без театар, него и јас не можам. Долго време си навикнат, години се во прашање, да следиш постојано и гледаш најнаш престанува и тоа што најмногу го сакаш, не можеш да го доживуваш. Друго е да гледаш на театар на телевизија, има снимени представи кои што нонстоп ги гледавме. Супер е, но не се споредува. И друго е вака да ги видиш, да ги осетиш. Потполно е различно, затоа што ти кога ја гледаш представата и ја гледаш емоцијата преку одразот на човекот, на лицето, на вас глумците. И јас тој ден го доживев така преубаво, а се надам дека и вие 20 чекале да почнете да работите. Како не, ние после пандемијата не уште завршена, меѓутоа кога почнавме да играме, за првата што ви зборувам долго што се изигра на голема сцена, не знаете какво беше чувството како заврши представата и ние и публиката како неќевме да се пуштиме едни со други. Мислам, тоа беше стварно, свативме колку и нас и на публиката ни фали театарот. И беше навистина преубаво и како да се вративме во живот се почувствував. Така. Последнава представа што кажуваме дека е најдоброто нешто направено во 2021 година, Анатомија на неверството, всушност е представа која што би опишал наједноставно сите останати представи вообичаено, кои што траат, не знам, сати и повеќе, не можеш да ги гледаш секоја сцена со потполна иста концентрација, затоа што е таква представата, некогаш те нервира некој глумец, приметуваш дека улогата не е добро направена или сцената не е добро изведена, нешто те нервира во текот на таа представа. Во оваа представа, колку и да трае сат и 15 минути, да речеме, отприлика трае сите секунди се драгоцени. Вие дури тишината меѓу тие 4 едночинки и тие се драгоцени. Толку е добро направена представата, толку сте добри, толку сте прецизни со Жаклина и тоа е за секоја похвалба. Значи, вие сте годинава мои, не знам, лауреати, дека најдоброто што треба да е за ваша заслуга, затоа што навистина, ако не бевте вие, 2021 година ќе беше најлошата театарска година во Македонија, затоа што представите кои што се одиграа беа со многу слаб квалитет. Од една страна, глумците не можеа, заради неконтинуираност на работата, да го дадат максимумот, може би и текстовите и режисерите, но се беше некако така млако. Фала Богу што се појави вашата представа и да го направите она што навистина заслужува театарот во Македонија, да е на највисоко нешто, затоа што, пак ќе кажам, имаме досовршено добри глумци, можам да тврдам дека имаме најдобри глумци во Европа. Ние сме толку талентирани што се однесува до театар. За филмови не можам тука да кажам дека не знам колку сте напреднати, затоа што и реално ние немаме ни некоја филмска индустрија каде што вие ќе може да се искажувате, затоа што и тоа се учи. Тоа е како што е театарот и филмот е занает. Што се однесува до филмот, кажи ми, си имал некои понуди, се случило нешто такво? Па не, се уште не. Имам филм снимено во второ оделение, Големата вода, да. Бев едно од децата од оделението на главната улога на Лем и Исак. И супер искуство беше, не знаев кај се наоѓам, не ишиша сите ќела и снимавме во едни хангари во Бардовци, потоа снимавме во Битола
и супер искуство ми беше. Така? Да. Инаку немам, не сум имал некоја понуда Се за. пријавувал на аудиција? Кога сум дознавал дека има кастинзи, да. И тоа вообичаено потешко од кај нас. Па потешко оди, да, како што знаеме. Да, прво нема многу Па филмови. нема, да, не се ни Тоа снимаат е, толку не многу се филмови, да. Тоа што рековте треба да има повеќе да се снима за и ние да имаме, не е дека немаме добри, имаме одлични филмски глумци. Сигурен сум, меѓутоа треба повеќе да се работи за да. Во новата година посакувам да дојдат на гости моите баба и дедо и повторно да бидеме сите заедно. Баба ги прави најубавите супи, а дедо секогаш ми ги купува највкусните грицки. Среќни празници, Витаминка. Тони, во представата, вие со Жаклина глумите маж и жена во различни ситуации на изневерување. Жаклина си е мажена, си има 2 деца и нејзе многу лесно е да глуми сопруга. Ти, како се најде ти во приказнава да одглумиш толку добро во сите тие четворица кои што ги глумеше? Тоа не е професијата, некој ќе ти се падне и убиец да играш, не си убил човек, ама мораш да влезеш во кожата на убиецот, да. Така и ова, не супер беше стварно. Поминавме еден многу интересен процес и многу убав. Со Жаки, со Александра, со нашата суфлерка Сања и цела екипа. Имаме 4 сцени кои се тотално различни една од друга и јас искрено не можев да посакам подобра партнерка, мислам од Жаки во представата, затоа што не сум работел со неа никогаш. Жаки ми беше асистентка на факултет, ми беше професорка, фактички беше асистентка по говор. Помлада од тебе, види се, чудна работа. Помлада од мене 10 години, да, чудна работа. Да. Значи, кај вас глумците се е нешто испревртено. Да, и ова ми беше прва представа со Жаки и тоа дуо драма, каде што ти е единствена партнерка Жаки и таа е навистина е толку талентирана и е многу добар човек пред се. Си поминав многу убаво со неа и некако знаете целиот процес чудно ни беше што имам правилно муабет како некако многу лесно доаѓа работите и бевме скептици дека е добро нештото, затоа што некако многу лесно се правеа работите и како и уште не бевме сигурни се додека не дојдоа луѓе да не видат, да. И сум многу задоволен од целиот процес, сум многу среќен што сум дел од тоа. То никој од тие четворица вака те забавува внатрешно. Најмногу кој ме забава вториот, дефинитивно, да. Вториот што вака првите два пара се швалер и швалерка, а вторите два пара се маж и жена. Сите ми се исклучително драги, ама ако веќе кој најмногу ме забавува, вториот најмногу ме забавува, да. Со комшиите што им се караат? Не, тој е третиот. Тој е во брак веќе, да. И тој ми е супер. Не, тој вториот што е остава трудна, мислам не е убаво сега вака. Ама со ланецот, со прстените, со. Не, сите Со проблеми со нервите што е. Со проблеми со нервите Жаке што ти дава инекција. Што ми става инекција, да. Таму Жаке мислам до совршенство добра во тоа, не знам како глумите. Мислам вие сте двајцата до совршенство идеален пар и браво на Александра што ве спои. Затоа што на вистина еве како што кажаш претходно не сте работеле, годините ви се различни, ти воопшто не си ни човек оженет се уште иако живееш со девојката и ајде навивам за девојката да почнете фамилиарно да живеете. Нема разлика, не знам што мислам. Како да се подпише? Да, ќе видиме што ќе смени подписот иако мислам дека ништо нема да смени, да. Ако ти подпиши се па ќе видиме. Се подпишам. Само сакам да кажам дека Девојката ја гледаше представата? како не, да. Што вика? Супер е, многу и се допадна, ептен. Глумците воопшто
имате девојки, глумиците, дечковци, како ве поднесуваат, да речам, вие сте друга сорта од останатите. Тешко нив, да. Тешко нив. Јас, например, кога ќе дојдат негде последните 10 дена пред премиера, ја сам не можам да се поднесам. Не знам Сања како ме поднесува. Ама супер, имам многу големо разбирање и сум многу среќен што сум со неа и јака им душа стварно. Да, затоа што под толку голем стрес ти се вртат низ цела ноќ, фокусиран си исклучиво на тоа. Ми се вртат репликите, сцените 50 пати во тека на ноќите, да. Кажи ми од кога ќе излези премиерата? Полесно е после тоа? Многу. Да, имаш уште 2-3 дена кај што телото треба да се смири, ама многу е полесно. Да. Кога ја гледаш таа и таа представа дека е на репертоар, што правиш дента? Пример, не знам, еве, ова е представа на репертоар. Па дента, прво го повторувам текстот обавезно, вечерта претходниот ден пред да имам представата, го повторувам текстот ако е можно. Пред еден ден. Да, еден ден пред да си легнам, така некако уште од средно ги повторував лекциите за кога ќе заспиам да ми легнат до сабајле и ми остана тоа како некоја рутина и се чувствувам убаво дека сум направил нешто, дека не сум оставил така. Потоа доаѓам 2 часа пред представа во театар, вежбам, го загревам телото, вежби за глас, пијам кафе и така, и пробувам да се сконцентрирам некои 10-15 на минути. Шетам на така навак. Да. Другите колеги? Имаат нешто различно, сите имаат нешто различно, да. После завршување на представата што правите? После завршување на представата разговараме обавезно како поминала представата, кои делови биле добри, кои сме можеле да ги направиме подобро, каде можеби сме сгрешиле некаде текст реплика за да не се случи тоа наредниот пат. Најчесто пиеме по некоја пијачка и си одиме дома. Ретко излегувате по кафани, по дискотеки, по кафичи? Па ретко сега поготово па со пандемијава, јас не ни памтам кога последен пат сум бил излезен така во некои гужви. Меѓутоа сме тука, работиме цело време и се дружиме и најубаво ние да си седиме во бифе и да си пиеме кафе. Сега вие сте, да речам, сите убави дечки во театар комедија младиве. Сигурно многу девојки што доаѓаат да гледат представата сакаат да се сликаат, да се дружат со вас, сакаат да ви бидат девојки. Тоа како тука се снаоѓате и што се случува всушност? Добро, да бидам искрен, немам толку голем проблем со тоа. Да, не е дека толку едва чекаат да се сликаат и па не знам како би бил. Кога ќе дојде ќе ви кажам како се справувам. Да. Ќе ги прашате постариве колеги, они имаат валјда поише искуство. Кажи ми со девојкава како се запознавте? Со девојкава се запознавме на планина. Бевме заедно. врска со театар? Нема врска, никаква. Да. Редовно доаѓа да те гледа? Ужива во представите? Да. Имаш можност да ги гледаш останатите колеги, другари од другите театри, одиш го правиш тоа? Се разбира, секогаш кога има можности, кога има нешто на репертоар, гледам и да отидам да дзирнам. Некоја представа да ти е многу драга, а ти да не глумиш во представата? Сега последна таа што ја гледав, мислам последна, една од последните што ја гледав, мој термин на Синиша, се забавував многу на таа представа. Многу, да. Освен театарот, други желби, активности, нешто интересно што ти се случува дома? Ништо посебно, искрено. Ништо. Фокусиран на театар? Фокусиран на театар, да, се дружам со луѓето со кои што сакам со кои се чувствувам убаво, со роднините, фамилиарен човек сум, со брат ми сум исто многу близок, се гледаме цело време. Он си има веќе 2 дечиња и така. Филм? Одиш на кино? Да. Сега не сум бил одамна заради пандемија. И уште ми е така малку. Книги читаш? Со маска, пуканки не се јадат. Да, баш така. Книги читаш, а да не се литературата која што ја изведувате? Да, сега последна ја прочитав Сапиенс. Ми ја даде Ирена Стериовска додека работевме Грдиот и така таа ми е една од поубавите во последно време што ја прочитав. Едно убаво антрополошко раскажување за настанокот на светот од пред многу години до денес. Тони, учествуваш значи во Грдиот, учествуваш во да речеме овие наредени представи што имале премиерни изведби една по една. Се мешат ли улогите? Како правиш, како едната улога завршува денес, другата продолжува утре, како тоа се случува кај тебе? Па се доаѓа некако спонтано, веројатно.
се фокусираш на улогата што играш дента, цело време си фокусиран на улогата додека ја правиш во текот на процесот и после веројатно си правиш една добра основа да секогаш ја имаш основата и да никогаш не ја снема за да се вратиш пак во истата улога назад. Кога ќе направам многу повеќе искуство ќе го правиме пак муабето. Да, за да видам дали е тоа така. Да. Кажи ми за Грдиот, исто кога ја гледав Грдиот, кога заврши представата, си анализирав текстот што сега да каже и колку е интересен и колку е, да речем, битно да го разбериш и да ја гледаш таа представа, затоа што има баш една порака која што на човекот и тоа како, посебно на младите, тоа како им е битна да ја знаат, за да знаат што ги очекува во животот и кои се вредностите кои што треба да ги имат. Да, па баш многу е убав текстот и многу е убава, еве би ја нарекол пораката што ја носи, за тоа во какво време живееме, па мада од секогаш веројатно сме живееле во такво време, меѓутоа сега е се на ента некако со овие сите социјални мрежи, со желбата за внимание, за признание од друга страна, некако ова зборува представата за еден човек што на 40 години прв пат дознава дека е многу грд и никој не му го кажал тоа, дури собствената жена му вели дека е грд и се подвргнува на операција на лицето само за да им се допадне на сите, кога сите почнува да му викаат супер си, многу си убав, завршува неговите 5 минути слава и почнува неговото паѓање. Така да има една многу убава порака за бруталноста на капитализмот во кој живееме, за желбата за внимание, за губењето на своето јас и сакањето да им се допаднеме на сите. Така. Во новата премиера што ќе биде во Театар Комедија учествуваш? Да, за 5 дена на 20 имаме премиера со Синиша во Клетвата на Скотје, глупаци по Клетвата на Скотје и едва и чекам, да. И ќе бидеш во сите премиери што беа во 2021 година? Така излезе, да. Добро, ти посакувам да имаш сите години да ти се така наредени, да имаш и некогаш пауза, знаеш, секој треба да си ги наполни батериите, додека сте млади ве форсираат премногу и сами се форсирате, не знаејќи дека работата е стресна, иако изгледа преубаво и прележерно, е стресна и дека понекогаш на телото или на мозокот му треба мал одмор, па така глумците си земаат понекогаш мал одмор, се уште си рано таа фаза да дојде. Супер ти е. Ти посакувам долго да ти трае оваа фаза затоа што публиката всушност има само придобивка ти да си постојано во енергија, затоа што добиваме едни преубави ликови, едни преубави представи. Се надам и оваа представа на Синиша дека ќе е одлична како што беше и претходната, но пак ќе кажам, сите останати може да бидат само шлагот, ова вашата представа со неверството, анатомија на неверството ќе биде јаготката за 2021 година. Ви благодарам многу за прекрасните зборови. Не знам како да реагирам искрено на толку. Ништо ќе се изгушкаме после завршување на интервјуто. Фала ти и тебе, Тони, да се надам дека 2022 година ќе биде поуспешна театарска и дека ќе имаме многу убави представи и многу поводи за дружење. Се надевам и јас исто. Ви благодарам многу.